вечер еве на со една емисија во која сакаме да ве доближиме до еден хуманитарен настан кој ќе се оди во петок. А во објаснувањето за случувањето во петок во салата на Домот на културата го одредме да ни гостува председателот на Кавадион. Тоа е продукција од Кавадарци, господин Тони Коцев. Здраво живо. Здраво живо. До вас и до вашите гледачи. Нема видено на медиумот 18-та година. Па така некој. Една емисија беше по повод лакардиите на Паја. Беше, да. Така. 18-та, да, така некој. 18-та година, три години нема. Толку. Ама ти има во јавност, веројатно. Ами, по чаршијата. Ами добро, со работа, со проекти и така. Тој не е врвен уметник, според мене, многу поодамна ги надминал професионалните должности како камера, како фотографија, како уметничко гледање на она што е околу нас. И поводот што е овде во студиото е една хуманитарна негова идеја, која се претвара во реалност и која има поддршка од пошироката јавност. Се работи за хуманитарен концерт кој Кавадион го прави во петок навечер, за да се помогне со средства на нашата сограѓанка Марина Ристова, родена 89 година. Да. Може ли малку поблиску за ова работа да ни кажеш? Па двака, веќе извесен период е познато на јавноста у Кавадарци за случајот со Марина. Добре. За жал, она не е само Марина, меѓутоа моментално она е актуелна како млад човек со тешка болест и веќе ја мислам неколку недели е во тека хуманитарна акција. И ние како Кавадион здружение решивме да се вклучиме во тоа, да организираме еден настан, како што кажате и у петок вечер, кај што ќе има проекција на нова епизода од Кавадаречките приказки. Че ги има лакардиите на Паја, тука РТК, морам да го спомнам порталот, пошто тоа беше проект на РТК, лакардиите, и еден мал дел од документарен филм за джаламарите, тој е во моја лична продукција, кој што е во фаза на изработка. Всушност сите три работи се твоја продукција. Мислам, твоето е Па вака, види Маријан, значи Кавадион се сите оние дечки што ги гледате по приказките, во лакардиите, тоа е таа екипа. И ова беше така една заедничка, мислам, една заедничка акција, сите сме вклучени во организацијата, заедничка иницијатива, како да кажам. На кој начин ќе ги соберем парите за Марина? Па имаме оставено 2 броја за резервации, за карти. Влезот е 100 денара, што мислам дека е популарна цена. Знам дека многу луѓе веќе имат донирано. Браво. По пат на телефонска SMS пораки или овие кутиите што се по чаршијата во продавниците, меѓутоа викаме ајде уште еден напор да направиме, да помогнеме колку што можеме. И че има на билетарата во Домот на културата во петок од 4 сата. Како е замислено да изгледа таа вечер? Се пуштат делови од приказките, делови од вицовите, делови од она што за джаламарите направил? Вицови ќе има неколку. Добро. Од джаламарите ќе има на 7-8 минути. Инаку целиот филм некаде околу 40 минути би требало да трае, уште е во фаза на продукција. И ќе биде пуштена приказка што до сега не е пуштена, значи премиерно. Тоа ќе биде иста таа после ќе оди на КТВ, меѓутоа вечерта ќе биде премиерно во киното. Вие на КТВ прикажавте поголем број од вашите реализирани проекти во врска со приказките, може би да се потсетиме малку на тоа? Па тоа беше од почетоците 2015 година, беше тоа. Тогаш почнавме нешто само иницијативно, за да после тоа идовме на разбирање од локална самоуправа и добивме некои средства со кои што реализиравме неколку епизоди тогаш. И меѓутоа продолживме ние и понатаму, значи уште неколку епизоди што се веќе на наш трошок ги направиме и тие сите одеа и на КТВ и на YouTube одеа. Сега ова ќе биде малку подруго, ќе биде малку и на повисоко техничко ниво. Значи се работи сега на нов серијал. Во продукција ќе биде веќе на КТВ. Таа истата екипа е, меѓутоа нешто ново ќе биде. 9 веќе имате приказки до сега, така ли? 10 имаме. Сега треба да направиме уште 5. Како ќе ти вика ова сега?
Ова приказка се вика «Шо мислеме, шо изпадна». Това е позната кавадарачка. Да, и ова е само што тоа да напомена, ова е најдолга од сите. Некаде околу 50 минути. Каде е снимав тако не е тајна? Снимавме во гостилница Старо Мало. Тука у Кавадац? Тука у Кавадац и нешто дел има снимено околу лента на Ваташа. Има снимено, али претежно е таму снимено. 10 приказки, иста екипа мора да се слагате добро. Во секој случај, секој си ја знае својата работа. Нема проблем. Да, се знае кој играе, кој режира, кој снима, кој монтира и така. Браво. Мора да се знае тоа. Тони лакардиите остануваат проект на РТК, те го кажа тоа. Таму имаме одлични и вицуи од 17-та година, па навеќе 22-та година, се уште живеат тие вицуи. Ке се насмееме ли на најновите вицуи? Па тоа е и пораката на хуманитарната акција, значи со насмевки до помош, до подобро здравје. Ќе се насмеете сигурно. Мислам публиката ќе се насмее, пошто нели искуството кажува на последната кога беше проекција во киното. Одамна беше. Кога се појавија сите како да сме на некој. Да, и баш беше многу горната сала. Беше многу мило, беше интересно, ја повеќе се смеев, пошто ги знаев вицовите, ама се смеев за публиката како реагира и маше луѓе што им течеа солзи. Не се повторува она што ќе се направи еднаш. Ти тоа побаво го знаеш од мене, бидејќи уметничкото творење и она што се случува на лице место, кога се спојуваат, се прави една синергија, како се вика тоа. И да не забораваме дека Тони понатаму твори на своји уметнички проекти кои треба да останат како трајност во нашата Македонија. Едно од нив е обичајот со джаламарите. Рече, твој приватен проект, зашто се работи? Па вака, има многу до сега, како да кажам, документарци, прилози, емисии снимено за джаламарите. Добро. И се е тоа истото, значи оде екипата таму, мислам, едно е телевизиски прилог. Добро, меѓутоа, мене ми беше целта да, освен што ќе бидат прикажани тие обичаи, кои што више ги знаат луѓето, претежно ги знаат. Меѓутоа, дај да ги видиме кои се тие луѓе. Кои се тие наследници на таа традиција, пошто знаеме дека джаламарите се од памти века, дури они не знаат, дури истражувањето нема истражување кој што може. Да, само се знае дека тоа е паганска обичај, а паганизмот со 1000 години уназад. Ги има, вакви групи ги има низ цел свет, низ Европа посебно да речеме ги има. Меѓутоа, овие се наши, нели? И мене ми беше целта да ги запознаеме по-отблиско, да ги видиме кои се тие дечки, кои се тие луѓе кои што еднаш во годината се претварат у нешто друго. Се борат, нели, символички со тие зли духови, што од тие 12 некрстени денови, од раѓањето на Христос до Богојавление. И тука е таа борба. Како ќе го погледнеме ние тој проект? Како е замислен да дојде до публиката? Како е замислен? Нека премиерно беше во музејот. Добро. Беше пуштено нешто, ќе биде во петок, во фаза на продукција, овие денови треба да се договорам со дечките таму во Ресава, пошто сите си имат работа, нели? Треба да се организираме, како да продолжиме, а ако ќе биде готово, вајде ќе направиме премиера во киното. Тоа е добра работа да биде како заштитен знак на ова подрачје и би препорачал локалната самоуправа да се вклучи во оваа работа, со оглед на тоа што тоа е олицетворение на некој дел. Имавме некои разговори. Има. Да, имавме некои разговори. Конкретно групата од Бегниште, Джаламарската, они се од 2014 година, они се вича под заштита на Министерство за култура, нематеријално културно богатство и зошто, например, да не биде оваа група. Точно. Ресове Бегниште се... Да. И таму има ривалитет, нели? И од секогаш го имало, меѓутоа нема врска тоа. Сепак се работи за истиот обичај тоа. Тони, како е да се работи во ова време ваква уметност како што ти работиш? Видео
уметност Не е баш лесно, Марио. не е баш лесно. Да. И корона, и луѓето веќе не му е дојдено до... Знаеш, тоа не е работа, што се работи од дома, не. Мора на терен да одиш. Така е. Кога ќе отидеш на терен, без разлика што снимаш, кога ќе отидеш на терен, има луѓе кои ќе се плашат. Кои ќе се плашат да комуницираат, знаеш, да бидат близко, да бидат во група. И последниот краток филм на кој што работевме цела година, едва го снимив. Се или некој има инфициран од екипата што треба да биде, или некој од екипата, па од неговото семејство или од околината, еднаш одложи, уште еднаш, а мора да се пазиме, пошто гледаме што се случува. Не? Каква е културата во Кавадарци според тебе? Па окей културата, окей. Се турка, има настани, малку ми фалат настани од наши автори, тука домашни. Нема многу луѓе на великолните настани, на културните настани воопшто. Ама што е работата? Не се разбираме ли од уметност? Или пак не би рекол. Мислам сега не се разбираме. Јас се вулгаризирам. Ја не сум присталица на тезата дека културата не е за сите, знаеш. Има некои надмени ликови кои што тоа го зборуват, зошто да не биде за сите. Сега ни не зборуваме тука за некоја не знам каква култура, која што јас често пати викам, самиот автор знае што сака да каже, значи ама таа слаба посетеност можеби се должи и на ситуацијата. Се плашат луѓето. Ами се плашат луѓето и знаеш како е. Сепак сето тоа се одвива у затворен простор. И истото тоа што сега пред малку го зборуваме, значи никога треба да снимаме и на отворен простор, се плашат луѓе, тоа не па внатре. Не едноставно. Битно намален ли си твоите задачки или обврски за реализација на проекти од различни тип? Абе, види сега, значи јас во последните 2-3 години работев на два целосно довршени долгометражни документарни филмови. Со едните добро поминаваме на Манакија, освоиме некоја награда. Која награда? Да освоиме награда од публиката. Домашна продукција, се работеше за еден поштар од Велес, маратонец. Човек кој што на тие меѓународни маратони за 24 сата трча преку 220 километри. Интересен лик. Да, и го следевме известен период, значи на надпревари тука во странство, подготовки, припреми. Долго време. Па да, се снимаше долго време тоа. После тоа работевме тука во Кавадарци за Васил Хаджиманов, за стариот. И тој е веќе пред премиера веќе филм. Овие двата, морам да кажам, овие двата се беа поддржани од Агенција за филм. И таа Агенција за филм е една од тие работи што добрите што се случуваат од државата во културата. Значи преку таа Агенција за филм, преку тие со тие средства во последните години излегува неколку добри млади автори, па се сеќавате на Медена земја, нели? Точно е, сите навијавме да освои нешто. Да, ами и самото тоа што дојде до таму е исто како да освоиле и така. За Хаджиманов тука исто беше ангажиран наша екипа, продукцијата беше скопска. Режисерот е еден доаен на македонска телевизија, пред некој ден во кинотека го депонира цело своје творишто, мислам преку 300 документарни филмови, Мишо Нетков. Он е сега и вонреден професор на Естра. Со него имав чест прилика. Он е добар документарист. Да работам, да. Тука работеме, значи беа ангажирани дечките од фолклорниот ансамбл, така ги вклучивме. Да, ти ги остави во... Да. Снимките кај нас. Да, тука ги искористивме тие надградско прекрасни житни полиња, ама ќе се види филмот. Ќе се види филмот и обврска на сите филмови што се произлезени со поддршка од Агенцијата за филм и да идат на локалните медии. Да, пошто тоа се пари од народот. Браво. Кога и рај ќе го пуштиме тука кај нас. Сакам да те прашам, колкава е разликата или има ли разлика меѓу 10-та, 15-та, 20-та, 22 година начинот на реализација, на снимање, на новинарство, на видеокултура воопшто?
дали е нешто битно е сменето? Имам ја моја мислење, што сакам твоето да учам. Бидејќи ти си активен учесник во тие процеси. Па, морам да кажам дека од почетокот, пак конкретно приказките ќе ги спомнам. Од почетокот имаше скепса кај некои, мислам, кај дел од луѓето, дури имаше и некои неубави пораки. А меѓутоа, сега, ако ти кажам дека е право задоволство кога ќе отидем во некое село, или ако дадеме најава дека доаѓаме, значи има покани по 5, по 10 од селаните. Да, од селаните таму, да не мислам дали од селаните, дали од луѓе од селаните, кои што имат таму куќи и викендици за да не бидат домаќини, да не пречекат. И тоа многу е така дава елан. Да, и годе, да, така. Годе. И тоа, од друга страна, не знам, ти викам, значи, не може да биде човек сигурен зошто некои работи кои што не се добри, зошто се таки, дали да се тоа. Види сега, фактот дека што би рекли како да речки, се цела оваа ситуација не замалуши скроз. Значи не едноставно не знаеш утре што не можеш да ги планираш така подробно. Ама не можеш, отвараш сабајле, отвараш пример, не знам, Facebook или што гледаш, се случуваат лоши луѓе кои што си ги знаел. Или си разбрал на чаршијата, значи под притисок сме цело време. Сите сме под притисок. Да завршиме, што мислиш? Така ќе кажеш што? Јас ништо, само че апелирам уште еднаш за хуманитарната акција. Да помогнеме. Да покажеме дека сме луѓе, дека ова може на секој едно да се случи. И ја верувам дека веќе се имат собрано доста средства, пошто трае веќе акцијата. Меѓутоа, тоа се мислам дека е во Турција. Така е. Приватна некоја болница и можам да замислам колку кошта тоа. Тоа е страшна работа. Твоите на почетокот зборови дека позитивната енергија е таа која може да не спаси сите, не само неа. Е одговор на се. Ама ја мислам дека секој еден, не само сега, него секој еден човек кој ќе помогне на некој начин, кој ќе видиме дали СМС, дали за дете се работи, дали за возрастен човек, се исто. Не чувствува исполнение. Да, чувствува, значи. Да. А што се 100 денара? Ништо не се. Така ќе ги потуши за 2 кафиња и крај. Ама така е да така. Тони, ти благодарам. Јас сакам да извини да не заборавам, значи благодарност до вашата куќа, тука до Кате, до Ратака исто, значи за лакардиите, кои што исто ете да кажеме на гледачите дека ќе продолжиме и со нив. И да ги поканиме во 19 часот во петок. Да, во петок. Има 2 телефони објавено по Facebook, ќе видат сите, кај што може да се резервира карти. Што правиме ако се исполни за 1 час? Така ќе направиме уште една. Дај Боже да се исполни. Нема проблем. Се додека има хуманитарни прилики да се искажеме нашата хумана човечка димензија, нема зима. Нема, тоа е тоа што треба да не држи солидарност. Генераторот за опстанокот на човекот е солидарност. Тоа не можеме ни да се бориме проти лоши работи, секогаш и мало и че има. Ама дај маце на добрите работи да се. Тони, од тебе очекуваме и проекти, бидејќи ти си ни една од ретките квалитети во Каваларци. Јас се познам добро и се што од тебе направено е добра пара. Жолта пара, што би рекле. Стое за век. Добро, жолта пара инаку да не го свана то. Не, грешка. Да се разбереме, од уметност, во Македонија, не, знам. Ретко кој има некој, ама малку се тие. Малку се. Не се поидувате. Од уметност што живее, може да позакрпиш нешто, а да живееш. Што ти викаш дека на приказките во селото за јадењето, пиењето, да, тоа не е проблем, исто тука ресторани, кафани, значи без проблем, значи кај не само кај да речеме, него доста од нив и без да го речеме. Пари нема, меѓутоа се завршува. Тоа бе добро, види, тоа се пари,
тоа, ти имаш трошоци, имаш за храна, за гориво, за да. Пази, хонорарите ги нема никъде. Хонорарите, Ни на артист. хонорарите, ја как што кажав, пријаска, значи ние почетокот таму 2015 добивме пари за ајде да речем за 5 епизоди, ама ние снимив уште 4 на наш трошок. Освен што помогнаа вака ресторани, кафани, сега тука нели да не рекламираме, да не правиме, него сега например тоа што го спомнавме, еби сега КТВ. Браво. Значи КТВ ги финансира новиот серијал и четераме. Да. Добро, четераме. Да, го паречки да. Ми се свиѓа. Тони се гледаме во петок. Се гледаме, да. Фала бе, ше имаш и за медиумската поддршка. Добиваш некојаш. Кај мене, барем Бланко. Фала. Почитувани, се гледаме во петок во 19 часот во Сталата на Домот на културата на хуманитарниот концерт Итен. Апел за помош. Тони, како се викаше концертот? Со насмевки до подобро здравие. Со насмевки за подобро здравие. Позитивноста на Тони и мојата, ако допре до вас, тогаш сме завршиле голема работа. Ве чекаме во петок во Домот на културата.